После сеноќното патување, се расонивме препортите на манастирот Каково, метох и економија на манастирот Хиландар. На нашето поклоничко патување целта е крстарењето покрај Света Гора, градината на Пресвета Богородица, но попатно сакавме да го посетиме овој манастир, кој што е по дух и по суштина близок до Света Гора. Се наоѓа на околу 5 километри од местото Јерисос и релативно близко до пристанишниот град Уранополис, каде што поаѓаат и траектите кон Света Гора. Овој метох е голем имот и во него има комплетна пиларна и столарска работилница со современи машини за изработка на градежни материјали, столарија, наменети исклучиво за потребите на Хиландар после пожарот 2004 година. Рибникот кој што го видовме е оспособен за одгледување на риба за потребите на монасите. Инаку, овој манастир има своја стара историја. Уште пред многу векови Солунскиот паша со помош на грозјето од чудотворната лоза на Свети Симеон Мироточев помогнало да добие син и во знак на благодарност тој го дарува ово имење на манастирот Хиландар. Убавината и раскошот од се она што можеше да го видиме преку бујната вегетација, маслиновите градини, рибникот, интериерот, декорациите. На крај, душата ни ја допре малата црквичка, посветена на Источен Петок Балаклија, мала, но благодатна, во која очекувавме да дочекаме литургија најте. Манастирскиот типех бил само во недела да има литургија. Манастирскиот мир и хармонија кој што го почувствувавме додека се движивме во надворешните простори, тоа се одвостручи во овие благодатни обкружувања од светите икони, од присуството на допирот на и духот на светогорскиот мир и благослов. Не можевме да присуствуваме на божествена литургија, ниту да се причестиме, но тоа не беше причина да покажеме незадоволство, напротив, радост и благословот кој ги примивме во срцата и во душите наши, го покренаа нашето воспевање во слава и чест на Пресвета Владичица наша Богородица, која и што ни го отвори овој пат. Да, радоста
е преголема и таа се чувствува на секој чекор и се гледа на сечие лице. Секој посака е и да запали по една сојка за здравие и спасение, да се помоли за своите ближни, подалечни и за сиот народ. Можете да погледате како сите ревносно и ги запишуваат имињата на своите најблиски за здравие и спасение, како би ги приложиле кон манастирското братство во утрешната литургија, да може да ги споменат нивните имиња. На лицата на луѓето јас не можев да видам ни трак од некој замор, непроспиена ноќ. Напротив, видов ликови и луѓе кои беа раздрагани, весели, кои ги споделуваат своите впечатоци, примајќи го со многу радост гостопримството од домаќините, преку ладна чашка вода, преубав локом и домашна мастика. Манастирот Каково, како да го имаше духот на Хиландар, на Света Гора, и тој си го направи своето, нашите благословени души, блеска во една посебна убавина и ние секако ќе понесеме во нас многу впечатоци и многу импресии и најверојатно ќе посакаме повторно да дојдеме на ово место. Ти благодариме, Господи, ти благодариме, Мајко Божја, на се она што направи за нас во овој ден и се надеваме дека самото крстарење покрај Твојата небесна градина ќе биде уште едно ново откровение за нашите души и за нашите срца.